почитувани представници на медиумите, денеска 20 мај, денот на пожарникарите, поразлично од минатите години, еве да излезиме малку надвор од рамките на територијалната противпожарна единица, од седиштето, дојдовме овде во центарот на градот, една убава гледка, нашите најмлади, токму таа и пораката која што сакаме денес да ја испратиме, прво покрај честитката за пожарникарите, да им честитам за храброста и за се она што прават за спасување и заштитување на населението, имотот на населението од несакани појави, иако важи дека се само пожарникари и заштита од пожари, меѓутоа имаат и добро организирана спасувачка екипа и се вклучиле во сите акции кои што биле по одредена загрозена на безбедноста на нашите сограѓани. Честит нека им е празникот, им посакувам што е можно помалку работа овде на територијата на општина Прилеп, а се надевам дека во периодот кој што следи, а и сите најави кажуваат дека дополнително технички би ги збогатиле за да може да ги извршуваат своите работи со посовремени методи и со современи технички средства кои што се потребни за нивната работа. Ги слушате гласовите. Сакавме да ги донесеме учениците од основните училишта овде да се запознаат со пожарникарството и се надевам дека во Прилеп ќе се развие уште една гранка, така да речем, на доброволно пожарникарство. Има некои организирани творби, но цела Европа работи на системот на доброволни пожарникари и сметам дека тоа е следните чекори кои што треба да ги преземаме. Би сакал да искористам приликава да испратам апел до сите граѓани. Почнува сезоната пролет, лето, каде што се очекуваат зголемен број на пожари на отворено. Би сакал да апелирам до сите граѓани, до сите посетители на општина Прилеп, внимателно да се однесуваат во природата, да не палат огнови страништа кои што може да предизвикаат далекосежни штети по имотот и по граѓаните во општина Прилеп. Уште еднаш честит 20 мај, денот на пожарникарите. Честитам досега на сите пожарникари и оние во активна служба и пензионираните и на оние во иднина кои што би дошле во оваа територијална противпожарна единица. И уште една за крај, што е можно помалку работа за овие храбри луѓе од нашата општина. Испратени се барања за подобрување на човечки персонал во територијалната противпожарна единица. Се надевам дека министерството ќе дадат позитивно мислење на нашето барање за ангажирање на други пожарникари, зголемен број на пожарникари од ова што денес ги имаме во територијалната противпожарна единица. Однос на техничката опременост, побаравме од нив да изработат список на возила кои што со минимални средства можат да се коригираат. Вчера беше тоа тема и на ЗЕЛС во правниот одбор и сметам дека во таа насока се движи цела Македонија во моментов, поддржана од институциите кои што се на некој начин надлежни за справување со кризи и за заштита и спасување. И имаме неколку возила кои што заменик командирот ги даде како предлог дека треба да се дооспособат, а во преговори сум за донација на 2 противпожарни возила кои што би значеле подобрување на техничката опременост на службата. Оваа година, за жал, средствата во буџетот се ограничени, немаме обезбедено средства за купување на нови технички средства, но се надевам дека со буџетот до 2027, односно сум убеден дека ќе имаме одредена висина на средства кои што ќе се искористат за доопремување на капацитетите на територијалната противпожарна единица. Согласно законските одредби, на 1500 жители потребен е еден пожарникар. Во моментот сме не многу далеку, но сме под таа бројка и наша интенција е да стигнеме законскиот минимум и во таа насока си нашите барања. Во моментов не ја исполнуваме бројката на препорачани противпожарникари во општина Прилеп, но работиме да ја исполниме бројката, да сме блиску, не сме многу далеко. Од она што го видов како извештај од други општини, навистина има загрижувачка состојба, но треба да спомнеме дека и нашата територијална противпожарна единица, покрај тоа што покрива неголема територија како општина во Република Македонија, покрива и соседни општини и сметам дека треба да има разбирање во надлежните министерства.